Велес, најспомнуваниот град во револуционерната историја на македонскиот народ, лулка на плеада револуционери. Во овој град што се огледува во немирните води на реката Вардар, по овие тесни калдърми и куќи како гердан на нижани, во овие одаи се раѓаа, бореа и животите ги даваа за слободата многу македонски револуционери. Велес е типичен македонски град, што го красат многубројни и разновидни занаетчиски дуќани работилници. Во годините непосредно по Балканските војни и по Првата светска војна, ритмот на живеењето на Велес и Велешани преживува значителни промени. Кепенците на многубројните дуќани за секогаш се затвораат. Горчливиот вкус на сиромаштијата се повеќе се чувствува. Во исто време, над градот се спушта чадот на првите фабрички оджаци. Се надзира капитализмот. Улиците од ден на ден се повеќе се полнеа. Сиромаштија, невработеност, а повиците за леб, за правда, стануваат се погласни и помасовни. Идеите на Васил Главинов си го бараа својот континуитет. Во таквиот Велес, во 1909 година се роди Страхил Гигов. Во немирните години што потоа следуваа, ги мина и првите детски денови. За прв пат зачекори на прагот на училиштето Свети Кирил и Методи, за подоцна основното образование да го заврши во училиштето што се наоѓаше во местноста Дворови. По завршувањето на 4-годишното училиште се запиша во Велешката гимназија. Од тие гимназиски денови започнува и неговото пошироко запознавање со напредните идеи. Тогаш за прв пат го слушна зборот социјализам кој длабоко се всади во неговата душа. Во училиштето во гимназија, он која беше еден клас беше понапред од мене и уште тогаш сме слушале ние и гледавме дека веќе организацијата се интересира за младинци, да ги активира во организацијата. Уште тога на времето приметуевме дека кај другарот Страхила има некои такви работи, ама не се исполнуваше секој пат пред нас. Наскоро сиромаштијата го погоди и семејството Гигови. Татко му го отпиша од гимназијата и по силното инсистирање на Страхила го вработува во ложилницата во Велес со цел материјално да придонесе во семејството. Меѓу работниците ја најде и вистинската страница на својот живот. Трудолюбив, одмерен и чесен, а запоен со идеите на социјализмот, веднаш се поврза со синдикалната подружница во ложилницата. И Страил работеше многу убаво под реалскиот занат. Ама човекот беше малтретиран од бившата полиција, многу пати као што работе на дребанкот, ќе доат, ќе го лишат од слобода, ќе го врзат и кундаци. Напред мајку тебе комунистичко. И многу пати така ред го апсеа. Секогаш и насекаде го одбележуваше своето револуционерно присуство. Поради таквата негова револуционерна дејност, уште од најмладите години се најде на списокот на Велешката полиција. Во текот на 1927-28 година, партијата, следејќи ја револуционерната активност на Страхил, реши да го прими во своите редови. Еден ден, у декември месец беше изгледа тоа, или почетокот на јануар, Методи Ќамел ме викна кај него у дуќанот и ми кажа да треба на тој и тој ден да бидам у таа и таа куќа, таму, да ќе дојде некој другар и ќе разговара со нас, сака да бидам и ја присутен, ќе има sastanak некој. Ја не знаев зашто се тоа работи и стварно на тој ден, кој што кажем, 18 или 19 бев вечерта. Тоа се празници во Јордан, некои световни празници.
И да би се тој састанак и малце и закамуфлирал и да се конспирацијата биде што пообезбедена, беше ако нешто дојде до полиција, ни беше кажано оти сме дојдени на честитаме имен ден на домаќинот. Така да, у определеното време, кога ја отидов, веќе имаше двајца другари таму. Трајко Керамечиев беа и беше Илија Паун. Ја бев трет, после мене дојде и Трајко Стаменковиќ, стариот Стаменковиќ. Кога дојде Трајко Стаменковиќ на састанакот и почна, го отвори састанакот, направи дневен ред и им саопшти на двајцата, на Трајка и на Илија, они пак примени од порано членови на партијата биле, им саопшти оти по налог на партијата ме предлагаат да ме примат за член на партијата мене и он питаше, тога ме прв пат питаше, мада се со Трајка познававме од порано, но тие контакти у разни демонстрации, акции, мислам, излети, ме питаше дали би сакал јас да станам член на партијата, на Комунистичката партија на Југославија. За мене тоа беше стварно едно изненадување и у прво време просто не знам и сега како кај мене се јави некој понос, некоја радост, jer тоа ипак беше голема чест у тоа време, у тие тешки денови, мислам, за партијата, за работничката класа, да те предложат за член на партија, значи да имаат другарите големо поверение у тебе. Така започна партискиот живот на Страхил Гигов. Немаше задача што не ја извршуваше. На секој митинг, излет, прослава и во секој подрум се слушаше неговиот тивок, но цврст и непоколеблив глас. Беше регистриран како расадник на социјалистички идеи. Наскоро, со донесувањето на 6-јануарската диктатура на крал Александар, во неговата куќа при еден претрес полицијата наоѓајќи револуционерни материјали го уапси. Беше осуден на 6 месеци затвор. За тие 6 месеци полицијата од него слушна само 2 збора. Не знам. Гледајќи дека пред себе има гранит кој не попушта на невремето, полицијата го отпушта од затворот поради недостаток на доказен материјал. Веднаш по пуштањето од затвор, активно се вклучува во партиските редови. Но со добивањето на позивот за отслужување на војниот рок, беше прекинат неговиот силен партиски здив. Воениот рок го помина во Скопје, Нови Сад и Куманово. Каде и што одеше, секаде по него стигнуваше неговото црвено досие, кое му ги отежнуваше војничките денови. По многуте тортури и малтретирања од страна на неговите старешини, во еден убав априлски ден 1931 година, повторно се врати во Велес со уште поголемо искуство и прекаленост. Страхил Гигов сакаше да надокнади се она што во тој период го пропуштил. Учи, зборува, пропагира и на секоја манифестација се докажува и созрева. Веднаш доби одговорна задача да замине во Загреб и да воспостави партиска врска со Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Се повеќе се ширеше револуционерниот дух, а партиските редови се сгуснуваа. Секогаш беше во првите редови. Уследи и ново апсење во истата 1934 година. По известно време се најде на обвинителната клупа во Белградскиот суд, суд за заштита на државата. Беше осуден на 3 години робија во Сремска Митровица. По пристигањето Сремска Митровица бевме ошишани, соблечени се, ни дада робија шкеалишта и у прво време бевме сместени во Самица.
Това беше принцип на тој затвор, да првите затвореници што идат за издржавање на казната мораат да известно време, а најмалку 3 месеца да поминат во самица. Тоа им беше како некој чиштилиште, да те преваспита, да те понижи, да те унижи, jer самицата беше затвор у затвор. Значи, у самицата беше стварно едно страшно несносно стање, да човек после 2 месеца се пита, проба сам да почне да зборува, дали има слух, дали може да зборува. До таква ситуација се идеше. Но и таму не мируваше. Заедно со другите комунисти со цел да ја подобрат својата робијашка положба, организира штрајк со глад. И така стапивме у штрајк кој траеше 16 дена. За време на штрајкот имавме доста тегоби, мислам, секој лични, кој како спрема организамот. Првите 3 дена може да се каже е најтешко. После другите денови осеќа само еден глад у стомахот, некој боравење, некој повраќање, али пошто е организмот празен, нема ништо што да поврати, jer само вода пиевме, друга храна никаква не земавме. И така да, како кој организам можеше да издржи, ја до 9-тиот ден можев да станујам, после 9-тиот више не можев, лежев само у креветот. И тој штрајк не само што имаше одјек у самата казниона за зајакнување на моралот на борци, на робијашите, на затворниците, него тој штрајк и одигра и голема политичка улога за мобилизација на масите надвор, како у Југославија на прогресивното движење, нарочито на партијата, али тоа се беше искористило и у светски размери, така да многу јавни светски познати имиња, книжевници, адвокати, суди протестираа, дигнаа својот глас на одбрана на нашите затворнички права. Страхил земаше активна улога во сите партиски задачи, добиваше одговорни партиски задачи, околу техниката се бавеше, после ми инсистиравме таму да направиме канал за излегување од затворот. Тој учествуваше и раководеше со таа избедба на канала околу операцијата, а истовремено многу се залагаше за учење, за изградување, за совладување на марксизмот, на партиската линија. Оформен беше така тој наречениот Црвен универзитет. Имаше повише катедри, а као ректор на Црвениот, као прв ректор на Црвениот универзитет беше Моша Пијаде, кој стварно се залагаше свесрдно да што повише успее. Преку тие курсови неверојатно се оспособија маса број комунисти за работа надвор, така да режимот не успеа онова што сакаше да од комунистите направи една аморфна или маса која ќе се утре биде неспособна за понатамошна борба или би се откажала од своите идеи. Напротив, универзитетот уште повише ги зајакна нашите уверувања, ја покрена вербата кај нас да само со борба можеме да се ослободиме од капитализмот и од сите тие туѓи ненародни режими. По 3-годишното малтретирање и понижување, со еден наталожен бигор во својата револуционерна душа, по истекнувањето на казната се враќа во својот роден град Велес. Идејно способен и оквалификуван марксист, Гигов одново ја започна својата револуционерна дејност. Согледувајќи ја тешката положба во партиските редови, по многобројните провали, веднаш започна со консолидирањето на партијата во Велес и Велешко. Особено се зацврстија партиските редови по доаѓањето на другарот Тито за секретар на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Гигов знаеше што значи тоа. Одржува партиски советувања,
ја насочува борбата на работничката класа против угнетувачите. Собира доброволци за шпанската граѓанска војна, го прославува 1. мај и ја импресионира напредната револуционерна младина со своите говори и пропагирања. Ова беше бившото светско началство, кај што на 1. децембар 1938 година, пред која се створи таа најголема демонстрацијата во градот овдека. А тоа беше па повод хапшењето на Страхил Гигов во Стари град. Тоа групи, тога и предизборна кампања беше голема и групи кои се одеа по агитација во Велеско, они ја створија таа демонстрација, меѓу кои беше и Димче Мирчев, и Чире Димов, Васил Джипун, неколцина други, и ја створија таа демонстрација кај што беше најуспешна, можеби за тоа време, не само Македонија, но цела Југославија. Бидејќи се успеа овдека половината град, луѓството се собира целото пред срез и со скандалирање, разбе, пуштите нам друга, и не можеше власта да ги растури. Се додека не го пуштија Дугаро Страхила. Особено е значајна за неговата револуционерна дејност 1939 година, кога развива голема револуционерна дејност низ Македонија. Пишува за македонските револуционерни традиции, ја консолидира партиската организација во Македонија, воспоставува партиска врска со Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија. Како особено важен прилог во таа брошура беше статијата на другарот Страхил Гигов "Француската револуција и нашите традиции". Во сушност, таа статија беше еден приказ на историјатот на настанувањето и развитокот на македонското национално ослободително движење. Освен тоа, во брошурата беше објавен и манифестот на Крушевската република, кој наедно тогаш и за прв пат беше објавен во Вардарска Македонија. Заради статијата на другарот Страхил Гигов беше забранета оваа брошура. И негде у мај на 39 година ја отидов кај Стаменковиќ и после 2-3 дена боравев во Белград, додека се успостави таа врска. И сега не сеќам дали тоа беше перо на Трајко Стаменковиќ брат му или неговата сестра Лепа или некој од другите негова фамилија, ми успоставија врска и ми рекоа да на тој и тој ден ќе идеш у паркот Караѓорđевиот парк и таму ќе те чека човек и он ќе ти биде врската за понатамошната повисока врска. Ја и питах ним шифра некоја или јавка, нешто како ќе се видам. Вика, не треба, jer се ти познаваш со тој другар и он тебе те познава и ти го не го познаваш. Ја размислив на разни луѓе, али никако не може да помислам оти ќе го најдам таму Моше Пијаде, кој тогаш само што туку се беше пуштил од затвор, од робија. И кога го видов таму, ние се вака израдувавме двајцата, на робија долго сработувавме и му кажав зошто сум дојден и како сум дојден. Он ми рече да одлично што си дошол, вика, баш смо ми од ЦК, вика, поставили то питање везу, по свакој цени да ухватимо везу со Македонија. И така на тој начин беше успоставена таа прва врска. Тога изменивме јавки, изменивме адреси, ја му дадов 2 или 3 адреси. Но таквата силна и зазбревтана револуционерна дејност ја прекинува еден позив за воена вежба. Знаејќи за неговата револуционерна дејност, режимот го испраќа во логорот во меѓуречје кај Иваница. Но и таму развиваше широка револуционерна активност. 27 мартовските настани ги разбија трнливите жици кај Иваница. На 3 април Гигов беше пуштен од логорот. Уште не беше стигнал во Велес, а првите бомби со ознака на кукастиот крст веќе паднаа по градовите на Југославија. Насекаде урнатини, лелеци и страотии.
веднаш почна со организирањето на вооружено востание. Дојде денот кога сите револуционерни подготовки и теоретски сознанија требаше да се спроведат во практиката. Но не му беше јасна директивата на покринското раководство на чело со Методија Шаторов Шарло за недигање востание. У прво време ни беше чудна самата директива и несватлива, али после се увиде да тоа е смислена директива, да е тоа едно потполно издајство и у крајна линија je оде на линијата на БРКП, на Бугарската работничка партија комунисти, која у тоа време немаше став за вооружено востание, нити за отпор против фашизам. Напротив, колку подоцна времето одминуваше, се увидаа сите тие намери на таа партија да сака Македонија да ја поново стави под своје окрилје, односно да Македонија не се бори да утре нема право на своја слобода и своја независност. Познато е да Бугарската партија изфрли лозунг една држава, една партија, што значи ја признава окупацијата на бугарската и германската, нарочито бугарската окупација у Македонија, и Македонија ја третира како sastavен дел на Бугарското царство. Од тука веќе потекне тоа непринципијална издајничка работа и на самиот Шарло, и на самото раководство, мисля, на Бугарската партија, и преку тоа мислеа отити ги остварат своите идеали да Македонија поново ја завладаат и ја стават под своја доминација, под своје влијание. Јасно тоа создаваше големи тешкоти за македонските комунисти, jer требаше ние тога да се бориме на два фронта. Едниот е фронт против окупаторот, против германскиот и италијанскиот окупатор и бугарските окупатори, а другиот фронт беше внатре во самата партија, jer ги разбиваше самите редови на партијата. Почна да се разклимуе тоа единство кое го имавме создадено у предвојниот револуционарен период преку оние штрајкови, преку демонстрации, преку разни настапи против ненародните режими. Сега настана во самата партија едно гложење, едно неединство, разбиеност, и тоа многу не посмета нам на комунистите у Македонија да можеме со помалку жертви да можеме да се бориме против германците и бугарските окупатори. Носител на сета таа акција, мислам, на тоа издајство беше Шаторов, Шарло, а у тоа акција го подржава и известен број членови на тогашно покрајинско раководство. Имаше у доста организации у натрешноста подвоеност. Некои организации целосно се супроставија на таквата политика, а некои организации чак се разцепија. Едни останаа приврженици кон Шарловото раководство, а други кон линијата на Југословенската партија, односно кон партијата. Така да имаше познати спорот околу проблемот на присоединување на Комунистичката партија на Македонија кон Бугарската партија, исто и на скојот. И за тоа се мораше да помине доста време. Целиот пак тука ни доста помош даде другарот Тито, кој со својата интервенција преку Коминтерна издействува да се Комунистичката партија на Македонија поново врати во редовите на Комунистичката партија на Југославија. Повеќето од членовите на партијата веќе немаат трпение да чекаат за почетокот на вооруженото востание. Шарловата линија во Велес најде на отпор. Се собираше на секаде оружје, а свикано беше и партиско советување на кое беше избрано привремено партиско раководство во кое влезе и Страхил Гигов. Тогаш беа набележани задачите уривање железнички линии, сечење телефонски врски,
напаѓање пошти, железнички станици, општини, полициски участоци. Сето тоа беше набележано, но не смееше да се реализира пред да се добие одлука од покраинското раководство. За таа цел Страхил, во својство на делегат на местниот комитет од Велес, замина во Скопје на разговор со Шарло. Ја одма уште узутрината тргнав за Скопје и дојдов у Скопје, пошто ја знаев адресата, мислам и јавката од Велеса и се познававме, ме пречека Димуш и му кажав, оти сакам да се видам со секретарот на покраинскиот комитет, со Методија Шаторов Шарло, имам некои пороки од Велес носам за покраинскиот комитет. Тој првиот ден ми кажа, оти не може денеска, е он презафанат и не ќе можете да се станете. Ја му рекол, добро, ќе чекам и утре. Узутрината кога отидов, поново он ми рече, оти не може и денеска да ве прими. Ја му рекол, слушај, кажи му, оти јас сум дојден и обавезно сакам да ме прими, jer ја не идам од свое лично име, него идам од името на цела партиска организација на Велес. И имам некои хитни работи, без кои ние не би можеле да понатаму действуваме, ако не добиеме согласност од покраинскиот комитет и од Шарло. На третиот ден и му кажав да ја ќе останам толку денови, колку е потребно, само да ме приме он. И нема да се вратам назад, додека не бидам примен. Тој сигурно му пренел сето тоа нему на Шарла и третиот ден Шарло ме прими. И кога ме прими, уште одврта ми вика, што бараш, вика, шо си дојден? И ја почнав да му говорам, зошто сум дојден, кажав, оти одржана конференција, широка, оти одлучено, дедоме тие. Тој се малце нервираше у прво време, почна да се така да подвикнуе, чак едно време ми свика, што мислите вие таму, вас пече слудака да го запалите градот и така некои работи, значи да не оттргнуе од тие наши намери, од таа акција, од тие акции кои сме ги замислили. И така едно време тревожен, неспокоен, испадна, напушти собата, испадна, го немаше известно време, после поново дојде, повторно дојде и тога беше веќе посмирен, потполно вака смирен и почна да кажи сега што е работата. Ја му кажа сето тоа и он рече, немојте ништо да покревате без наше согласие и без наше знање, jer секој кој што не се подвинјава на нашите директиви ќе биде исклучен од партијата и биде земен на одговорност. А као доказ вика за тоа ќе ви пратиме вика еден член од покраинскиот комитет да изведи таа работа и да ви образложи нашиот став и нашата линија у покраинскиот комитет. После тој разговор јас се вратив у Велес. Умеѓу време стигна и писмото од Коминтерна да се партиската организација на Македонија поново врати во составот на Комунистичката партија на Југославија и тога е веќе извршена реорганизација у покраинскиот комитет. Шарло е осуден као издајник, као фракционаш и симнат од сите политички и други функции и од секретар на самиот покраинско руководство и на негово место иде ја сета работа презима, му ја предава на другарот Лазо Кулишевски. Со идењето на другарот Лазо Кулишевски на чело на покраинскиот комитет се убрзано вршат подготовки за исфрлање на првите партизански одреди. У тоа својство голем дел од новите членови на покраинското раководство одат по организациите во Македонија да ги мобилизираат и видат какви припреми се извршени. У тоа својство иде и другарот Лазо Кулишевски и он го зима баш овој централниот реон као секретар на партијата, иде у Велес, Прилеп и Битола. Идењето на другарот Лазо у Велес, конкретно он изврши ревизија на неколку наши партиски организации и изврши ревизија у
војниот штаб, местниот воен штаб. Колку се сеќам, мислам да изврши и нека од припремените чети за вооружено востание. Главната насока беше другарот Лазо даде исцрпно на тој састанок, односно важно е ова да се каже да другарот Лазо не беше примен од раководството на Гонев, jer у Велес веќе постоеја две раководства паралелно и раководството на Гонев другарот Лазо не го прими, ами го примивме ние ова привремено раководство кој беше избрано на партиската конференција во градот. И со другарот Лазо одржаваме тој sastanak, он се интересираше за стањето, расположењето на борците, мислам, на членовите на партијата, дали се за вооружено востание, дали се спремни да испаѓаат и говореше за опште политиката во Југославија и за борбите во другите народи на Југославија. Така да од Велес, он ни кажа нам да продолжете со оваа работа, тоа е после ревизијата и бидете спремни као да ќе секој ден испаднете.